Добро утро за Билјана Ристевска. Разговараме на тема за која што можеби сме зборувале повеќе, но денеска ќе имаме фокус за кого ја наменуваме. Ја наменуваме за децата кои што се во училиште. Можеби тука малку се губат навиките кои што полесно може да ги контролираме кога ние родителите им даваме помалите деца чинијата, тие тоа се јаглехидрати, тоа се протеини, тоа е зеленчук, ово ше претходно, тоа е тоа што нутритивно треба да го внесеш, но кога сме во училиште, каде грешиме? Па, вака сега, ние не грешиме кога се децата во училиште. Значи, исхраната во училиште, доколку е детето во целодневна настава, е сведена нели на оној оброк, односно мените што го има училиштето спроведено нели за тие дечиња. Оној утрински дел е краток дома ние кога може нели да дополниме нешто во детската исхрана и најчесто е тоа нели некоја овошка ако дарате од Савајле пред да го однесе детето во градинка или во училиште, ќе дадеме нели една банана, може и попатно да изеде во автомобил или некој сокче да се напие. Останатиот дел од оброкот, односно доброците го имаат во училиштата. Радува фактот што се повеќе училишта веќе, значи јас ова го говорам од пред некои 15 години кога имав прво истражување на училишта и градинки на територија на град Скопје па и на Републиката. Значи сега радува фактот што малку од малку некаде е почнато и нели е тргната онаа работа за подобрување на начинот на исхрана кај дечињата, односно на тоа целокупно мени. Од која причина? Од причина што се води грижа за дневниот калориски внес кај дечињата, односно балансот меѓу макро и микронутриенти во храната. Порано, например, тоа не беше така, навистина имаше разна процесирана храна како што сега во најавата нели и слушнавме, храна богата со трансмасти, како што се маргарините, како што беа мајонезите во детската исхрана, паштети некој нели во како што е лепче со нутела за појадок, крем. Ето така, лепче со крем и една чаша млеко и вели дека детето е најадено. Детето можеби е само сито, меѓутоа квалитетот на храната не. 25 до 30% детето кое што е во училиште треба да има нутритивната вредност од појадокот. Ако го издвојуваме како најважен појадокот, како стартот на денот, што е тоа што треба да има во појадокот? И сега зборуваме повторно за оние деца кои што мислам дека после 4-то оделение, дека немаат веќе можност за исхрана во училиштата, дека треба самите да се исхрануваат, па имаат голем одмор, може да излезат, да си купат нешто за јадење. Така, тоа зависи во зависност од смената. Некои училишта во Скопје и прва и втора смена, па кога се втора смена дечињата еве со кои што работаме многу пофлексибилно, нели утрото ќе го имаме дома, па си одат во училиште, па штом се вратат нели ручаат, кога се прва смена дечињата, најдобро нели е да се носат од дома појадок и веќе гледаме практикуваат, тоа стана можеби и некоја мода сега кај нас овде, па нели во стаклени или пластични изделички си носат нели поделен оброк внатре, посебно оние помалите дечиња што се веќе 7, 8 и 9, нели ако ги натерате еден сендвич здрав да однесат, и затоа во таа возраст на дечињата имаме пат, морам да напоменам, пат на оние крвни параметри од крвната анализа. Значи знае да се намали железото во тој период. Како да бидејќи раснат, нели тогаш нагло раснат дечињата, а храната веќе нели им е незгодно, односно се срамат да однесат од дома, не знам, авокадо намачкано на лепче или тост дома подготвен и веќе нели во таа фаза и пубертет децата влегуваат и се срамат да се исхрануваат така. Овоше е нешто што можеме најмногу да се убедиме да земат во тој период, ама гладуваат само една овошка и ќе гладуваат додека не се дома. Поентата е нели едукацијата. Едукацијата од наставниот кадар за дечињата. Не е наставникот само наставник по математика или македонски. Верувајте дека во секој поглед, на секој час, барем 2 до 3 минути треба да се одвојат за начинот на исхрана на тие дечиња. Заради тоа што сведоци сме сите на се поголема популација на гоезни деца, посебно на оваа возраст, пред да се запишат нели во средно, веќе во средна школа имаме сериозен пораст на килограмите кај дечињата. Едукацијата е многу важна и секако домашното убедување, односно убедувањето од родителите. Ако вие не му дадете денеска 100 денари, 150 денари на тоа дете, тоа ќе нема избор што да купи. Ако му дадете секако дека ќе земе чипс, отколку да си купи нели, не знам, 100 грама бадеми во училиште, па да ги изгрицка подобро тие здрави масти, отколку да внесе трансмасни киселини, односно трансмасти во исхрана. Или да го бидеме да носи сендвич од дома. Секако. Што треба да има тој сендвич од дома, ако го убедиме така? Вака, доколку подготвувате дома лепче, тоа лепче може да биде од разни брашна, дали ќе биде овесно, ржано, хилдино, може да биде од бело брашно лепчето за дечињата подготвено, меѓутоа нели да знаете пченицата, односно белото брашно од каде ви е добиено, затоа што тоа нели
тоа лепче па и некако најмногу го сакаат дечињата. На тоа лепче може да има разни намази од зеленчук, може да има намаз од морков, може да има намаз од леќа, намаз од морков и брокула, може да има намаз од модар патлиџан, лукче, оревчиња, може да има намаз од авокадо. Тоа не е од нашето поднебје, меѓутоа некако дечињава се навикнати па го конзумираат се почесто, иако сите овие претходните што ги кажав се нели хранливи намирници кои што ги има на нашето поднебје, намаз од гравче, односно тоа се паштети да ги кажеме наши, меѓутоа добиени од нели здрави и свежи намирници, може модриот патлиџан само да биде испечен, нели додадени сирови оревчиња, малку лукче ако сака, ако не мора затоа што нели тоа е во училиште, се премачкува тоа лепче, се прави сендвич, во него може да се додаде свежа краставичка, може варено јајце се стави, може да се додадат маслинки. Значи сето тоа што нели е нутритивно богата храна во текот на утринскиот дел, како што и вие напоменавте, најмногу калорискиот внес треба да отпадне на појадокот, не само кај децата, туку и кај возрастните. Како одминува денот, така треба да се намалува и внесот на храна во организамот. Како кај дечињата, така и кај возрастната популација. Чаша кисело млечен напиток, односно кефир, јогурт, кисело млекце, грчки јогурт, што сакаат, значи слободно може да се внесе во овој утрински период. После тоа секако една шака јаткасти плодови заради тие здрави масти и понатаму нели 1 до 2 парчиња овоше во текот на денот, меѓутоа овоше како овоше за овие дечиња да не бидат на шејкови смути од причина што нели самите стануваат по пасивност, помрзеливи и полесно име. И тука веќе немаат ни ангажман они да подготват нешто, па мамо ми направи ти, да, сериозно. А вака го им дадете едно јаболче да изгрцка или да се излупи една мандарина, значи тој влегува веќе во интеракција во однос на храната. Вака е само сето тоа пасивно и навикат они не ја превземаат практично, или вие ќе им дадете или ќе купат од некаде готов таков шеј. Ако фактот е дека се во интензивен развој, ако фактот е дека тука најмногу им паѓаат вредностите во крвта, кога треба, да речеме, сами да се грижат во текот на денот за јадењето, што ние треба да форсираме под наводници, како намирници, за да го избалансираме цел тој процес, кога ќе дојдат дома. Така, го споменавме кефирот, го споменавме јогуртот, киселото млеко. Тоа некако ме асоцираше и на прашањето, затоа што многу тоа е период кога повеќе од било кога се конзумира фастфудот, како храна, брзата храна. Секако тоа е наметнато, вештачки наметнато од околината, вештачки наметнато од друштвото. Меѓутоа тоа дете кога ќе дојде дома во домашни услови, препорачливо е да се има подготвено дома храна. Да не сте вие навикнати како родители се да го земете од училиште, па ќе одиме да купиме мама нешто да ручаме што сакате да ручаме. Мешунките да се форсираат, што да се форсира? Имаат протеини. Значи, рибата, мешунките како, односно легуминозите, грав, грашак, леќа, боранија. Сега, нели, не многу често ги обожаваат децата овие хранливи намирници, меѓутоа умешноста па и во подготовката на храната. Значи храната не сме и не треба се третира термички подолго од 1 час. Значи се што е над тоа, значи губи веќе на нутритивна вредност и на квалитет на оброк. Дали сега во тоа грашаче ќе додадете телешко мивце, во зависност од тоа, нели, како дома се искранувате, нема никаква штета доколку додадете, за да го намамите детето, односно го isforsirате, како што велите, да го проба тој грашак. Има дечиња кои што доаѓаат кај мене, тоа се дечиња, не се дечиња, се 14-15 години, веќе се нели тинеџери, кои што велат јас тоа никогаш немам пробано. Не е детето виновно. Затоа што детето дало отпор, а вие сте рекли не, па сега ќе купиме еден сендвич ќе јадете. Или пица ќе јадеме. Или нешто ќе замениме. И сите сме сведени само на, верувате, значи повеќето се сведени само на тој сув начин на исхрана. Супи, чорби на пример од коска, од телешка коска. Во тој детски развој, да, секако дека треба. Калциумот кај децата исто е многу битен за да се нели надокнади во овој период, затоа што раснати коските кај децата, посебно кај машките дечиња кои што извишуваат во овој период, девојчињата веќе влегуваат во фаза на циклус и тука нели па кај нив треба многу да се внимава на хормоналниот дисбаланс. Зошто хормонален дисбаланс? И велат честа е таа појава на хормонален дисбаланс кај децата. Јас раснев овде и моите другарки расне овде. Никој ја не се сеќавам некој да имаме дисбаланс во хормони. Додуша не се ни споменуваше тоа. Многу се променети границите. А зошто е тоа така? Затоа што начинот на исхрана е променет. Јас не знам, значи ние може да се случи, не знам, ако отидеме за некој празник во ресторан да ручаме или нешто ако се случило роден ден, сега ние секој втор и да не влеземе во ресторан да ручаме, ќе се јавиме, ве молам, не знам, вакво јадење да се подготвиме или се земаме или достава на храна имаме. Од сето тоа тие нови трендови наметна и понаков начин на живот. Па и нови заболувања. Апсолутно, цел ланец. Така е, така. Значи нередовен циклус кај девојчиња, полицистични јајници кај девојчиња, кај момчињата намалено ниво на
тестостерон. Зошто? Ако вие споредите еден возрастен лик сега што има некој 50 на 60 години маж со дете што е на 15-20 години, кога овој мажот бил на 15 години, нивото на тестостерон многу повисоко, дури веќе 4 до 5 пати можеби повисоко од како овие деца. И затоа после нели се случува тоа што ни се случува. Сето тоа произлегува од начинот на исхрана и стилот на живот, морам да напоменам, затоа што тоа дете не може да седи дома на лаптоп, на телефон, вие само да му пласирате најздрава храна давајте му, ако тоа не е физички активно. Ако не излегува. Значи, што очекувате од истото? Исто како едно цвеќе да не е на сонце, да не го полевате со вода. Не може ви да очекувате дека ќе израсте здрава индивидуа тоа дете. И нели отпорот, јас не јадам, вие го опаѓате на тука нели на емоциите на детето и добро не морам да тоа, ќе направиме 3 јадења, па онда одбере, чекајте. Се знае, треба редо да се знае. И треба да се знае која храна треба и зошто треба. Затоа што и вие ќе се олесните, тоа дете нема да биде болежникаво дете, нема да биде дете кој што ќе му треба посета честа на доктор. Ќе биде дете кој што ќе биде цврсто дете, спортски активно дете. Значи дете кое што ќе нема навистина реална потреба од ништо дополнително како суплементација. Затоа што знаеме многу често во детска возраст може да се јави потреба од суплементација, дали се тоа омега, дали се не знам, калциум препарати, дали е железо препарат, затоа што пак напоменав, најмногу во оваа возраст паѓа нивото на железо од причина што детето и по автоматизам расте нагло. Девојчињата со циклусот глубат на ниво на железо. Како тоа да се надокнади? Со адекватен месна храна, зелениот зеленчук, зелен листен зеленчук, спанај, брокула, прокелј, мешунките исто. Значи, сета таа оваа храна која што се зелена боја изобилува со железо, односно со фитонутриенти кои што го зголемуваат нивото на железо во крвта. Семките што ги имаме сега многу често и популарни се, тоа чија семе, навистина со голема количина на железо, интегралниот сусам, исто така изобилува со железо. Салатите, значи, морково заради бета-каротено, заради здравата кожа кај дечињата. Сега овие зеленчуци и овошки може да бидат нели подготвени на разни начини. Дали сака детенцето да го исконзумира како салата, па ќе изрендате 2 морковчиња, ќе дадете малку маслиново или било какво друго растително масло, од причина што нели витамините кои што ги има во морковот се липосолубилни, односно се раствараат само во масти, па затоа јас многу често знам да кажам во една сланинка завиткајте едно морковче, изгрицкајте го. Нели, сланината е здрава, меѓутоа треба знае како се исконзумира истата. Ние некако знаете правиме отпор кон дечињата, од се нешто правиме табу тема, јас воопшто не се сложувам со тоа. И не се сложувам со родителите кои речат тоа ништо не јадам, немојте. Значи немојте, тоа е апсурдно да го кажете, вие самите како родител тука се бламирате. Детето вие сте го израснале до таа возраст и тоа вам ви прави отпор. Не дека тоа не сака, тоа не е свесно што ќе внесе на пример со начинија грашак. А дека со кесичка смоки ништо не внело. Само се залажало. Но ми е драго што фокусот остана на крајот од разговорот на родителите. Најголемата насока е кај нас. Кај нас е ветрот во грб за отварање на патот и за начинот на живот и насоките. Ова е еден голем предизвик со кој што се соочуваме како родители и верувам дека ќе успееме во истиот, а тоа е да ги насочиме децата на здрав начин на живот. Благодарам Билјана